Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, радиото што емитува во боја секогаш на секое место и од секоја временска перспектива. Еве повторно денеска заедно во мирно попладне, кога најавуваа дождови, а всушност имавме еден, навистина, што би рекле американците, mellow afternoon. Во секој случај, ситуацијата навистина станува се покомплексна и покомплексна и затоа денеска ќе збориме токму за надворешната политика, тоа што се случува на светската сцена, затоа што навистина нештата отидоа во својот пароксизам, а од друга страна ќе завршиме со она што минатиот пат го загнав за катастрофите и земјотресите, а ние како култура, како народ, како историја имаме значајно искуство со тие феномени на природната деструкција. Тука се случувале катастрофални земјотреси, како оној Скопскиот од 63-та, познати се уште неколку такви катастрофални, еден од нив го уништил Скупи. Но за среќа, после се би можел да констатирам дека овој од предминатата недела всушност беше еден само тип на предупредување, нешто што самото провидение сакаше да ни каже, да не разбуди од нашата заспиеност, од нашите сништа на секој план и да ни покаже всушност што е вистинската вредност на самиот живот. Дека не треба многу да се потресуваме за некои маргинални, илузионистички нешта, затоа што тие всушност само ни ја крадат енергијата и самите билдаат своји моќи и вредности, а ние остануваме како празни школки на плажа исфрлени, брановите да не тегнат вамо-тамо по бескрајот на морската шир после се. Затоа велам, тоа протресување не беше само претресување на тлото и на нашите тела и нашите живеалишта, туку и на нашата свест, зашто конечно можеме да видиме што сушност се готви и во какви све хипнози сме западнале во последниве години, благодарејќи токму на оние играчи за кои денеска ќе зборам, тие белосветски играчи кои во последно време едноставно се истрчаа на сцената и делуваат сега како риби на суво. Посебно е интересно она што се случи со прекинот на примирието во Сирија помеѓу тие неколку страни што учествуваат во тој процес, каде што повторно американската администрација се прави недоветна, а всушност цело време заговара некакви чудни ситуации кои навистина треба да бидете идиот за да поверувате во нив, тоест да им поверувате нив. И како што рече амбасадорот во Обединетите нации на Руската федерација Виталий Чуркин, се работи за две можности. Или се работи за едно страотно лицемерство на State Department-от и американската елитна политика која ги води нештата, нели, на светско ниво, посебно на Блискиот Исток, или пак се работи за една тотална десолуција на американското општество, каде што веќе политичкиот фактор нема действие врз Пентагон, кој како да се отцепил и станал држава од држава, или една хипербанда на планетарно ниво кое може да обстојува сама од себе затоа што ги има сите механизми тоа да го прави. Тоа е една гигантска компанија која има упад во буџетот, која не може да биде на некој начин преусмерена или деконструирана или размонтирана од одредени фактори во американската политика, затоа што
тие групации, тие каиши, тие структури или кругови на лоби групи околу Пентагон се толку моćни што ретко кој слободњак, некој човек кој би бил слободен мислител или кој би имал некоја поинаква идеологија од таа што е на хиперкапиталистите, империалистите, од американската елитна политика или поточно од војно-индустрискиот комплекс би можел да припари таму. Имавме случаи од историјата, од американската историја, каде обидот на Џон Кенеди, знаеме како заврши со атентат, нели, со успешно спроведен атентат, кој на крај се заташка, а самиот Оливер Стоун, еден од најгенијалните проследувачи, филмски проследувачи на американската историја, човек кој направи, кој илустрираше практично американската понова историја, во својот JFK загатна многу прашања. Тоа беше една феноменална студија, не само еден добар филм, еден навистина филм со страотно темелно истражување во процесот на формирање на самото сценарио, туку и дело кое беше подкрепено со силни аргументи и кое на некој начин го симулираше настанот што е можно поверно. Се сеќавам на мојот пријател Чарлс Бейкон од Келн, кој во тоа време токму тоа се работи за раните 90-ти, тогаш беше пуштен тој филм, нели? Кога го виде, беше целиот расплакан човек од 45 години, кога всушност се соочи со дотогаш, нели, наводно теорија на конспирација дека Ли Харви Освалд е само патци или еден вид марионета кој е поставен тамо без никаков учинок, а всушност наимници од страна на некои кругови, многу силни, токму концентрирани околу војно-индустрискиот комплекс, го нарачале ова морбидно убиство на веројатно најхаризматичниот и најомилениот американски председател во историјата на американската држава. Како и да е, овие индиции за таа доминација, поточно за тиранијата на војно-индустрискиот комплекс, многу добро се гледа токму во овие избори кои сега ги имаме помеѓу господинот Доналд Трамп и госпожата Хилари Клинтон. Гледаме всушност дека Клинтон е представник на војно-индустрискиот комплекс. Повеќето председатели во поновата американска историја се представници на војно-индустрискиот комплекс, а од Реган натака, од крајот на мандатот на Реган, всушност после пропаста на Советскиот сојуз, точно се игра според нотите на Хенри Кизинџер и на Збигнев Бжежински. Хенри беше советник на Никсон и републикански нели, кој има своји стратегии и проекции. Се уште му се слуша зборот, се уште е голем авторитет во американските елитни политички кругови, а Збигнев Бжежински беше токму се истакна како советник и Secretary of State на Джими Картер и неговата доктрина, нели, за контролирана нестабилност и втерување на американското владење, би го нарекол неоколониализам или неоимпериализам, врз база на заговарање на поспешување или уредување на човековите права во одредено општество или држава, каде што емисарите, всушност, посредните тајните емисари на State Department-от и одредени лоби групи во американската политика би давали извештаи за некоректност, политичка некоректност и непочитување на човековите права, а потоа би настапила американската дипломатија со разни притисоци кои би можеле да водат и до пуч или до граѓански војни. Од 45-та до денеска се збори за преку 250 евидентирани војни што се иницирани од страна на овие групации кои служат на војно-индустрискиот комплекс, а бројот на пучеви, смени и разни други атентати е огромен. Дури има една статистика дека ЦИА во последниве 70 години ликвидирала повеќе од 2 милиона луѓе при своите така наречени тајни операции на туѓи територии.
Во секој случај се работи за едно империјално чудовиште, а секоја империја е таква во својот, нели, енд ефект, во својата некоја кулминација која е пред обрушување, пред една катаклизма, би рекол, или поточно пред оној момент кога стварите почнуваат да се движат надоле, кога почнува самата десолуција на една вака сложена творба како што е империја. Империја имало повеќе во историјата на човештвото, но сепак од сите други општествени формации се најретки примери и се случуваат на секои 500 години или на 200 години, и тоа се општествени творби кои се веројатно ултимативната желба на секоја политичка гарнитура или сон на ситните, а реалност и тегоба на моćните. Денеска би можел да говорам за 3 курентни империи, а тоа би биле секако Соединетите Американски држави, Русија, која се издигна од пепелта и полека го завзема своето место, и конечно Кина. Квинтесенција со Ацо Станковски. Драги слушатели, еве повторно од ова прекрасно место тука, кој има феноменален поглед, еден прекрасен џам, убав и дебел, кој гледа на владата на Република Македонија. Всушност една прилично цивилизирана гледка, посебно откако оваа фасада нова е обточена и со сите други принадлежности, навистина делува како да сме биле некоја држава со колонијално минато, како да сме имале 200-300 години колонии, да сме биле големи освојувачи и истражувачи на планетава, какви што сме биле пред некои 2300 години, но ова делува како да било во континуитет. И затоа е прекрасно да се видат такви симулации, посебно во архитектурата, симулации кои на некој начин создаваат еден бекграунд со кој, нели, народот едноставно може да биде задоволен. Посебно тоа ќе биде прифатливо и возможно за генерациите што доаѓаат, кои, например, од своето раѓање ги затекнуваат овие урбани, архитектонски крајолици, и на тој начин сигурно ќе живеат со сето тоа, подобро кажано, со многу побогата лична култура и култура на самото општество и околината. Во секој случај, тажно е што се случува денеска со македонскиот етер, посебно откако е формирано тоа ад хок тело за цензура. Баш пред некој ден гледав вести, поточно вчера, и гледам дека всушност според статистиките што се направени, пред се на електронските медиуми, пред се на телевизиите, пошто тоа е главната цел, нели, главниот таргет на овие цензори, кои пред се доваѓаат од меѓународната, нели? Се уште таа меѓународна функционира, иако предпоставам нема за долго да функционира, ако ништо повеќе, барем во овој состав и на овој начин како што сега функционира, која создаде огромни проблеми на нашата држава и на граѓанството со сите своји уцени и притисоци. Пред се руинира економијата и хармонијата општествена помеѓу луѓето. Така тие работат, поучени од старата римска девиза dividum e impero, што значи подели и владеи, и на тој начин тие ги разбиваат поголемките држави кои можат да бидат некаков проблем при можен конфликт, те на тој начин, уситнувајќи ги, владеат подобро. Тоа уситнување иначе се вика барокизација. Но за секој случај би рекол дека нашата политичка сцена скоро и да не заслужува било каков коментар, толку е мизерна и падната, толку е неправедна во смисол на сите оние притисоци што дојдоа од меѓународната и за која немавме капацитети да се спротивставиме. Знам дека позицијата на владеачката структура беше ставена во ужасна ситуација. Знам дека тука имаше многу уцени, дека всушност сите тие, да ги наречаме, меѓународни криминалци се
на некој начин зарогатија кон народот, кон државата, кон да речеме еден вид на уцена и заложништво со кое на некој начин му се заканија на целото македонско општество и сепак да се владее со една држава е ужасно одговорна работа и предпоставам дека просторот за маневар бил исклучително мал, посебно ако се земе в предвид дека бројот на квислинзите во државата, на платениците на меѓународната и сите тие NGO структури, фондации така натака е огромен. И ако се појде од фактот дека сепак ова е една мала држава во развој, сиромашна се уште со страотно ужасен бекграунд и историја, со два геноцида во 20 век, првиот после востанието 1903, а вториот после граѓанската војна во Грција, и со една ужасна транзиција каде економијата беше девастирана од страна на бившата владеачка СДСМ со сите криминали што ги спроведе, плюс многу кукавички гести од типот давање на името, давање на знамето, општинската распределба, територијалната распределба, како сакате, you name it, се случи тоа да на вистина народот како веќе да нема доверба на некој начин во нашите политички структури, иако има големо разбирање за курентната политичка елита или владеачка структура која даде се од себе да го избалансира овој тип на искушение, овој предизвик страотен од кој многу по стари и многу по-изградени и по-богати држави би биле доведени до работ, нели, на својата екзистенција. Но во секој случај тука се случи и некаква си помош од провидението, а и целата интернационална ситуација на некој начин ни одеше во прилог, би рекол, затоа што случките што почнаа да се случуваат околу Сирија, околу Турска, на некој начин го олабави оној јазол што беше врзан околу нашиот врат. Би можел само да кажам дека културниот ниво што се однесува до медиумскиот простор е веќе узурпиран, ставен е под знак прашање, самите слободи на медиумските работници се ставени под знак прашање. Цело време се гледа кој колку бил присутен на телевизија. Ова пред се е за визуелните медиуми, за телевизијата, нели, како најконзумиран медиум од сите можни медиуми. Затоа и радиото всушност е едно катче на една тивка, интимна слобода која се уште вибрира, но ушите на кодошите се начулени и тие го следат секој збор и секој мал лапсус или гаф може да заврши со казна, а знаеме дека во сите овие слободни медиуми приливот на средства е ограничен, не е како кај нивните, нели, опозициони медиуми, каде што милиони долари се слеваат секој ден и пак ништо не може да испорачаат. И со сила наметна еден цензорски закон кој ги брои секундите и минутите на опозиционите и позиционите структури и на тој начин создава некаков баланс, а всушност луѓето ги изгубија своите омилени медиуми и веќе како да се појавува една апатичност и немање волја да се гледаат тие најгледаните, како што беа Сител ТВ, како што беше Алфа или Канал 5 или Нова, значи тие се најгледаните. Оние другите опозиционите никој не ги гледаше, но не затоа што тие телевизии не се на некои технички или професионални нива во смисол на технологија на самиот медиум и еднонавремено и промптно, да речеме, едукцирано ниво плюс на самите протагонисти, туку едноставно затоа што народот не ја одобрува, не ја сака, одвратна му е политиката на опозицијата и не ги гледа, толку е, тоа е толку едноставно, значи не ни треба ад хок некакво си тело
кое би одлучувало колку е присутен и што кои збори, дали ја преминува границата на дозволеното, туку едноставно самиот далечински управувач на телевизорот би било тоа ад хок тело. Луѓето гледаат тоа што сакаат. И што може да се прави? Само да се узурпира слободниот глас на медиумските работници, на новинарите, на репортерите и така натака, и тоа навистина би требало час поскоро да биде прекинато чим пројдат изборите. Сега тоа е тој договор кој е ужасен, кој е идиотски, меѓутоа што да се прави. Нема бегање, што вика народот, каде има сила, нема правда, и тоа е толку што се однесува до ова прашање. Затоа и самата политика домашна е толку бајата и толку одбојна и тривијална и здодевна, затоа што едноставно сите се на некој начин фрустрирани, затоа што се цензорски кастрирани. Но еве, тоа веќе неколку пати сакав да ви го кажам, па не никако да дојдам до тој момент дека толку е од стравот голем кај позиционите новинари, медиуми и уредници, што едноставно бројот на минутите и секундите на СДСМ биле многу поголеми отколку оние на ВМРО, на владеачката партија. Значи се случува еден тотален парадокс. Тие што се френдли во однос на идеологијата на ВМРО, од страв да не бидат казнети, пуштаат прилози со СДСМ, а ние знаеме дека токму тоа е реприза всушност на оние опозициони телевизии како Телма 24 и Алсат, кои од македонското етничко ткиво, да речеме, од македонскиот народ скоро никој не ги ни гледа и воопшто не сака да ги акцептира ставовите на тие медиуми, затоа што веќе има изградено став. Тој став е и емпириски, и теориски, и едноставно македонскиот народ веќе знае кој е кој во државата, кој кого представува и кој што работи. И ниедно адхок тело, и ниедна пресија, и ниеден притисок, и ниеден амерички амбасадор не ќе може да му го смени умот на македонскиот народ. Како што рече во една прилика Bob Dylan, 40,000 headmen couldn't make me change my mind. И токму така едва и чека овој народ да дојдат изборите, како што вчера беа нели во Русија, и да ги сотре и да ги склони еднаш за секогаш сите тие предавнички, суверзивни фактори од историската сцена и оваа држава да почне да функционира на еден прилично автентичен и слободен начин, и едноставно сите тие интеракции во општеството и сите тие структури и синергии да дојдат во една поволна позиција. Толку што се однесува до македонската домашна сцена, за која неам баш многу зборови. Единствено можам да кажам дека имавме катастрофално лето со поплавите и земјотресот, и тоа не освести за сите илузии и лаги што меѓународната во спрега со незините трабанти и сателити ја создава на теренот, меѓутоа not for long. Квинтесенција со Ацо Станковски. Иете повторно да излетаме од овој мал кафес кој не е ни златен, не е ни сребрен, ни бронзен, туку направен од регјосана тенекија, и да ги расшириме нашите крилја на имагинацијата и да тргнеме во обсервација на големата планета, нели, на која живееме, а за која има маса прашање, дали навистина била топка или била некаков диск исплоштена, но тоа ќе им го оставиме на сите оние сонувачи кои со векови веќе ги кршеле копијата околу тоа прашање, кое на еден вообичаен, просто човечки начин на обстојување и обсервирање, едноставно поради големината на проблемот и краткотрајноста на човековиот живот не може да биде одговорено. Но во секој случај прашањата се секогаш тука, и што би рекол Курт Вонегат, главна
особина, главна карактеристика на човекот е да се прашува и да прашува зошто и се тоа така до бескрај, додека постои како цивилизација. А самата цивилизација, колку повеќе ја обсервирам, толку ми изгледа како едно зголемување, билдање на една глобална параноја и секако изградување на механизми сложени гигантски за контрола на таа истата параноја, па така од почетокот на еволуцијата до ден денес се вртиме во некој круг чиј резултат на крајот на краиштата е секогаш нула. Така и завршуваме, нели, во една гигантска празнина која е суштината на битието и суштината на самото постоење и на самата вечност. Но додека траеме, нели, во оваа димензија како пропадливи и уплашени и суштества предиспонирани на болка, што би рекол Готама Буда, болката е единствената реалност на постоењето и сите движечки вектори во овој свет, барем што се однесува на општествениот живот, токму се темелат на болка, нели? На уцена, на болка, на застрашување, на илузионизам. Ете, гледајќи ги токму изборите, нели, во United States of America помеѓу господинот Трамп и госпожата Хилари Клинтон, гледаме како функционираат сите тие кругови на зло и кругови на добро, кои се во една константна борба, исто како и овдека, нели, тие што се поклоници на доброто и тие што се поклоници на злото, и за да подобро да ги препознаете на тие поклониците на злото, им растат пупаници од главите и тие се познати како шарени, нели, добиваат шарена кожа. Ја имам шарене очи, новац никад не ќе дочи, што вика Која од дисциплина Кичме. Но во секој случај доаѓаат пари тамо по малце, но доволно да ги залажат и повторно како бройлери да излезат и да маваат со бои. Се нешто прекина, но трагите од нивната хистерија останаа. Сега би се вратил повторно на големата сцена, затоа што мала е навистина дегутантна и тривијална. И што се случува всушност? Денеска има многу повеќе жаришта на сцената кои се глобални и може да предизвикаат еден масовен конфликт помеѓу поларизираните страни. Ја знаеме кои се тие. Тоа се од една страна представниците на Евроазија, Русија и Кина со нивните, нели, пријатели земји, и од друга страна се атлантистите, а тоа е западниот сектор кој е покриен од неоколониалистичката организација наречена НАТО, чиј првенец е United States of America. Овие две сили ќе се борат до судниот ден, нели, додека една од нив не пропадне. Најверојатно Западот ред му е веќе да пропадне, пошто Истокот пропадна неколку пати, па пак се придигна. И сега веќе нема каде да се бега, мора да нели, рачуните, сметките да се положат пред оние кои го закува овој голем геостратегиски лонец. Да почнеме од исток кон запад, како што изгрева сонцето. Веднаш имаме еден гигантски проблем за Западот, пред се за Америка, а тоа е Ким Јонг Ун, големиот водач, трето колено веќе, како некаква феудална династија во најкомунистичката земја на светот, Северна Кореја, кој има пасионирано хоби едно да произведува оружја, пред се атомски бомби, и кој има навистина челични јајца, така да не можат американците да му се спротивстават, туку кружат како мачка околу врела каша и се обидуваат да нахушкаат или Јужна Кореја или Јапонија нешто да направат, па они да интервенираат, но се плашат дека тој веќе има балистички ракети со кои може да го погоди американското копно пред се West Coastот со Калифорнија и Орегон горе, а тамо живеат многу луѓе. Мислам, Калифорнија има преку 35 милиони луѓе живеат само во Калифорнија, и тамо е дел од најстратешките индустријски капацитети на Соединетите американски држави. Исто така може да ја погоди Аљаска, но Аљаска е ненаселена. Тоа е една празна земја, преполна со ресурси, кои американците
ја добија така речи на покер од рускиот цар уште во 19 век, та он им ја продаде за неколку милиони долари за да може да го плати долгот, што го беше направил со некои американски коцкари од високото општество, од високата класа нивна, кога беше на пропатување по Америка и Дивиот Запад. Инаку Русија и Америка се како огледало, како еден ист објект во огледало, со тоа што американецот го колонизираше Западот, а Русинот Истокот. Меѓутоа, тоа се две моćни нации кои навистина можат да изградат една посебна реалност во која само тие две нации ќе фигурираат како играчи. А потоа сите други, нели, потоа доаѓа Кина, а сега зборам според можностите и капацитетите на арсеналите на атомско оружје. Инаку Русија има најголем арсенал, нејзиниот арсенал е огромен, нејзините хидрогенски бомби се неверојатни, американецот никогаш не направил ништо повише од 8 мегатона, а русот направил 57 мегатона и го испробал тоа чудо, тој монструм. Красна земја на Сибир и бластот од експлозијата бил во диаметар од 200 километри. Можете да замислите какво уништување би било тоа. Значи би можел да уништи 5 града као Њујорк. И тоа во старт, а да не зборам за последиците, радиацијата и така натака. Но во секој случај, еве, нели, целата фама околу председателските избори е дека Путин и Трамп се во дослуг, дека они функционираат како едно, дека Трамп е агент на Кремлин во Америка, дека неговата цел е да дезавуира американската политика пред се војно-индустрискиот комплекс. Но ништо од тоа не е вистинско, све се тоа само шпекулации, обиди, пиарот на госпожа Клинтон на некој начин да се добере до некои подобри позиции. Во почетокот и незините позиции беа подобри, водеше со 15 поена, потоа со 12, потоа незиното водство почна да се топи и после најновите ситуации, нели, откако граѓанството, тоест јавноста виде дека е болна и тоа сериозно болна и најверојатно од еден вид галопирачка деменција, некои велат од Паркинсова болест, а најбенигната варијанта е пнеумонија, за која се предпоставува дека е лажна диагноза за да се зацкрие нејзината вистинска состојба. Но тука не се работи за една личност, тука се работи за цел еден концепт, за цела една структура на владеачи, како што реков, позиционирани околу војно-индустрискиот комплекс, и затоа гледаме големо бекапување на одредени значајни републиканци кои биле во врвот на американската политика, како што се Бушовци, например, и други, Меккеј, например, кои отидоа да ја бекапуваат Клинтонова, а се знае зошто не е, поради тоа што јазикот на Трамп е понекогаш поекспресивен и не толку политички коректен, токму поради тоа што е загрозен војно-индустрискиот комплекс и ова се све негови платеници и лобисти и едноставно се покажува целата структура политичка, целата сензибилизација на политичкиот момент на американскиот политички терен. Во секој случај, Ким Јонг Ун е голем проблем за тој дел од планетава пред се за американските интереси. Потоа имаме недоразбирање со Народна република Кина, која гради мали остров чинја во Јужното Кинеско море, во архипелагот со корали, тука помеѓу Филипините и Виетнам, и едноставно продира, тука и Тајван, и продира полека кон некои бази американски, и американецот станува нервозен, но ништо не може да предизвика, зашто војна со Кина би била навистина тешка работа и ужасна за американските граѓани. Така да кинезот едноставно и покрај американските закани, нели, со носочите на авиони, подморници и надлетувања со авиони, сепак си го тера своето и не отстапува. Си гради островчиња и полека иде кон Калифорнија.
сигурно не иде на летување таму. Потоа доаѓаме до Централна Азија и до Блискиот Исток. Тоа е веќе со традиција едно бурно место, едно немирно место со векови, би рекол. Уште од древните култури, уште од Асирија, Сумерија, Вавилонија, Египет, потоа Александровото царство, па Рим. Тамо се воделе секогаш војни за освојување поради икс причини. Може би затоа што тоа биле цивилизирани места и секоја војна е усмерена кон заземање на цивилизираното место за едноставно да се превземе трговијата и богатствата од една страна, а од друга страна пак се работи за контрола на она што се вика центрум цивилизацијски, така да до ден денес тамо владеат војни. На удар е исто така Северна Африка, Балканот со бегалците и со анимозитетите што на национално ниво, што на религиско ниво. Потоа Европа со сите тие бегалци, целиот криминал и целата анархија што се случува и конечно United States of America, која е толку дисторзирана и толку поларизирана што е пред можеби граѓанска војна. Све зависи од тоа дали некоја од страните ќе ги признае или нема да ги признае овие избори. Квинтесенција со Ацо Станковски. И на крај, драги слушатели на ова прекрасно радио, кое навистина не само што емитува во боја, него емитува искрени и вистинити ставови и никако не сака да ја наведне кичмата под сите закани од страна на квислинзите и меѓународната, која цело време не тормози, би се вратил повторно на светската сцена и тоа пред се би го прокоментирал кршењето, всушност тенденциозното кршење на примирието во Сирија, каде што се инволвирани неколку страни. Од една страна е Русија, од друга страна Америка и тука се полените на Русија, тоа е Башар ал-Асад и тоа е легално избраната влада на Сирија, а од друга страна се исламистите, нели ИСИЛ, против кого војна води наводно исто така Америка, но тука се и сите оние и Ал-Мусра, нели, која е исто така на некој начин слична на ИСИЛ, која е всушност сублимат на Ал-Каеда. И од друга страна ги имате тие така наречени moderate opposition, кои се наоружени, кои не може да бидат ништо друго освен терористи, нели, без оглед каква идеологија имате, ако се залагате за остварување на тие принципи со оружје, вие сте терорист. Макар биле и најхуманиот човек на светот, така, ако отидете и ги испотепате своите претуници за да реализирате својата хумана концепција за светот, вие не сте ништо друго освен убиец, нели, масовен убиец, еден аморален човек кој своите принципи ги добива на аморален начин. А она што е стекнато на непринципиелен начин, во старт е непринципиелно и пропаѓа без оглед теориски како функционирало. Значи се случи напад на неколку авиони, наводно 2 фантоми, 16, кои рекетира едно брдо близу до аеродромот во источна Сирија, каде што трупите на Ал-Асад фактички по цена на огромни жртви успеа да го потиснат ИСИЛ од тамо и да ги завземат тие неколку стратегиски позиции. Примирието настана по коленичењето и ужасното плачење од страна на американската администрација еманирана, олицетворена во ликот на Џон Кери, кој просто не му даде мир на Лавров и на Путин, цело време барајки некој начин како да се овозможи некакво примирие за во Алепо, тоа е последниот бастион на исламистите во Сирија, овој пат во западна Сирија, северозападна Сирија, каде што всушност има околу 300.000 луѓе, може да се нешто помалце, околу 200.000, иако тоа беше милионски град, но тој град е испразнет после теророт на самиот ИСИЛ и тие војни што се водеа околу Алепо и во самиот Алепо.
Но овие 250.000 луѓе каде што има и ранливи групации како што се деца, жени, стари луѓе, немочни луѓе, инвалиди и така натака, требаше да им биде спроведена помош. Но уште од првиот ден кога се договорија Кери и Лавров да го постигнат тоа, нели, да ги стопираат сите војни операции, сите акции, се случи тоа да токму тие така наречени moderate opposition од страна на Америка почнаа да земаат предност, исто како ИСИЛ. Например, тие успеа да форсираат 100 километри под наводно будното око на американците и повторно да дојдат до Палмира и повторно таму да има борби и повторно да бидат протерани од таму и цело време тоа го прават како американската дипломатија да е некаква лажлива проститутка која треба да разбуди некаков сентимент кај спротивставената страна, па овие во тој сентимент, во таа сентименталност, едноставно да и дадат некаква предност, да ги услишаат нејзините молби и преколнувања и да се дојде до некој решение, но штом Асад и Путин, да речеме, ќе ги услишаат нивните коленичања и молби и плачења, веднаш другата страна фаќа позиции и напаѓа со нож во грб. И тоа токму се случи завчера, кога нападна, нели, на тие позиции на војската на Асад, на регуларната сириска армија, и кога убија скоро 80 и нешто луѓе и 120 беа ранети, а истовремето самите ИСИЛ ргнуваат и го освојуваат тоа брдо кое има значајна стратегиска контрола врз цел тој појас тука. Но исто така, како што дознав при излагањето на амбасадорот на Руската Федерација при UN Витали Чуркин, русите со брза интервенција повторно ги отфрлиле исламистите, значи повторно тоа стратегиско брдо е во рацете на војската на Асад, но тука има големи групации на исламисти кои се потиснати од нивните територии што ги држеа до пред скоро една година и тука се набијани, но како што изгледа дека американците соработуваат со ИСИЛ. Тоа е и господинот Доналд Трамп како председателски кандидат го кажа во своето експозе уште пред некои скоро месец дена од сега, кога ги обвини актуелниот американски председател Барак Обама и бившата Secretary of State Хилари Клинтон дека се всушност вистинските основачи на ИСИЛ. Но ја би рекол дека можеби тие не се основачите на ИСИЛ, туку дека некои групации во Пентагон се основачите на ИСИЛ и дека едноставно нема доволно и силна политичка контрола врз Пентагон и Пентагон се однесува како некое елитно тело кое инаугуира, поставува и разрешува топ политичари во американската политичка сцена, нели? И навистина тоа би било застрашувачко, зашто една таква банда која е супер добро наоружена, која кореспондира со себе и која има своји ресурси и стратегиски интереси, би било навистина тешко да се размонтира. Затоа и сите овие ужасни усилби против кандидатурата на Трамп. Но како емисијата доаѓа до својот крај, сега само би ја деконструирал целата приказка што се случи овие 2 дена околу тоа непринципиелно американско излетување и покажување дека тие се всушност компањоните на ИСИЛ. Одма откако се разоткри тоа, тие нешто како се извинија, иако беа многу арогантни, поготово господјата Саманта Пауерс, која беше амбасадор при UN на USA, каде што навистина одржа еден циничен говор полн со напати и неосновани обвинувања кон руската страна. Но веднаш се случија некакви експлозии во Нью Йорк, пред се на Манхатен кај Челси и во Нью Джерси, каде што ги најдоа наводно тие 2 бомби.
И тука гледаме всушност дека еден гаф на американската надворешна политика се покрива со терористички чин. 29 луѓе беа повредени, ниеден не погина, меѓутоа мора да се каже дека тоа толку боде очи, дека всушност еден свој неуспех и гаф зацкриваат со терористички чин кој може да е организиран од некои луѓе, терористи кои се во дослуг со одредени тајни служби на USA. А сега, драги слушатели, ве оставам да бидете добри и здрави, и весели, и чили во духот, и да не подклекнете кон илузиите што ни ги сервираат. Затоа сме ние тука да ги разрушуваме тие илузии, да ве будиме од таа политичка хипноза на големиот брат. Ова беше Квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 19.9.2016 лето Божје. Ве поздравувам и ви посакувам убави, хармонични денови и спокојни ноќи. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи – земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.